Освен полните болници и над 8.000 жртви, пандемијата со COVID-19 донесе уште една поделба во општеството. Од една страна се поддржувачите на вакцините, од спротивната антиваксерите. Првите се оние кои му веруваат на науката и на институциите, додека вторите се скептични на се, од појавата на вирусот па се до потребата за вакцинирање. И двете страни имаат аргументи. Заковани во нивните позиции, тешко дека ги примаат аргументите на другиот. Но што велат бројките? Во градовите како Неготино, Кавадарци, Охрид, Гепгелија и Берово, каде опфатот со 2 вакцини е над 60%, бројот на починати е најмал. Летниот бран на пандемијата Тетово го пречека со само 19% вакцинирани граѓани, што придонесе да има најголем притисок врз болниците, најголем број хоспитализирани пациенти и најголем број смртни случаи. Слична беше состојбата и во Гостојвар. Во овој град за време на летниот бран имаше мал опфат на вакцинирано население, што придонесе до 400 починати. Методите за поттикнување на населението да ги прима вакцините не ги даде очекуваните резултати. До вчерашниот министер за здравство Венко Филипче вели дека тешко е да се спроведат мерки со кои вакцинирањето би станало неизбежно. Имајќи предвид дека оние претходни предлози допираа во нешто што навистина може тешко да се спроведе и ќе отвореше голем број на прашања, а тоа е што со тие луѓе кои што нема да се вакцинират, сепак има голем финансискиот терет да се тестираат секоја недела и притоа им е загрозено можеби во делот на казнената или делот на спроведување на мерките им е загрозено и работното. Пред да замине од функцијата, Филипче најави и финансиска стимулација на матичните лекари, која исто така не најде на добар одзив. Посебна стимулација за матичните лекари. Односно матичните лекари да бидат финансиски стимулирани, која ќе надминат 70% на вакцинација од вкупниот број на прикрепени пациенти, да бидат наградени со 30 денари по пациент од вкупниот број на пациенти кои што се запишани кај нив. Од јануари, начело на Министерството е Беким Сали, член на партијата Алтернатива, која неодамна стана дел од власта. Сали е стоматолог, а од 2008 до 2013 година бил дел од Министерството, во време кога се случи пандемијата на свински грип. За него вела дека има искуство во менаџирање на институцијата за време на пандемија, но досега нема презентирано план како да се зголеми процентот на вакцинирано население. Со само 39% на вакцинирање со 2 дози, Северна Македонија е последна на Балканот. Експертите велат дека стравот од вакцина против COVID-19 потекнува и од спорните набавки на вакцини со сомнителен квалитет. Па немајќи се уште докажан лек кој може да се користи масовно и кој би бил ефтин, далеку сме од тоа. Моментално вакцинацијата е таа на која се надеваме и која дава некакви резултати. Не дава онакви како што очекувавме на почетокот, меѓутоа сепак ја намалува хоспитализацијата и смртност. Луѓето мислат дека кинеските вакцини се најевтини. Кинеските вакцини се најскапи вакцини, заради технологија најбезбедни се, меѓутоа не даваат таков имунитет и имунодобор како западните. Значи, кинеските вакцини, мислам дека се преку $40 за една доза. Овие Синофарм што ги купивме, не знам точно, а за Синовак нешто поевтини, бидејќи подоцна купивме, мислам дека е земена за $37 по доза, што е двојно скоро поскап од Pfizer и да не речем 8 пати поскап од AstraZeneca. Поред статистиката што ја гледаме на хоспитализирани смртни случаи, ние сме полоши, па и Србија соседна, од западноевропските земји и Израел кој целосно е вакциниран со Pfizer. Од тоа заклучувам дека причина за тоа е големиот број, кај нас околу 60% што се вакцинирани со кинески вакцини. Анализата на јавното мислење што беше спроведена од Институтот за демократија Societas Civilis покажа дека според одговорите на анкетата, кај граѓаните постои висока дистрибуција на прифатливост на теории на заговор. Дури 46% од испитаниците сметаат дека од авион се прскаат вируси и различни токсиди. Високи 53% од анкетираните се незадоволни од владините мерки за справување со пандемијата. Само 50% од испитаниците рекоа дека сакаат да се вакцинираат и дека најголема доверба имаат во Pfizer и Sputnik. Во Македонија, начинот и пристапот на признавање на вакцините и прележувањето на вирусот е поразличен од другите.
Граѓаните ќе имаат право да добијат потврда за прележан COVID-19, но тој ќе важи само првите 45 дена. Во другите земји и до 12 месеци после прележувањето следува сертификат. Тоа беше целта, да се зголеми опфатот со вакцинација. Прво, нема никаква контраиндикација за рана вакцинација после прележана болест. И тоа што е дополнително е што со овој механизам се штитиме од следни бранови, поради тоа што ќе падне имунитетот после 5, 6, 9 месеци и тие луѓе се незаштитени. Така да на овој начин рано стекнуваат вакцинален имунитет, со тоа го штитиме и нивното здравје, но се штити и здравствениот систем од понатамошни бранови притисоци од голем број на пациенти. Друга грешка што се прави моментално, катастрофална и злочин што ја нема никаде во свет, тоа е што вакцинираат прележани сега. Значи им се дава сертификат кој им важи само 45 дена, а ние ги следиме антителата со високи антитела, кога се најзаштитени од сите, заради сертификатот да се вакцинираат, што ако нешто се случи, јас кажав ќе одам на суд да сведочам дека вакцината била дадена апсолутно без потреба и сите несакани дејства треба да одговарат тој што ги принудил тие луѓе да се вакцинираат. Единствена земја што не признава прележаност, не признава тест на антитела е Македонија, односно признава само 45 дена, што е апсурд. Во сите земји и најмалку 6 месеци, во некои 9 месеци, а во Данска и Швајцарија 12 месеци, ако прележал, не му се бара вакцина. Он може да се вакцинира ако сака, меѓутоа не се принудува, има сертификат. Кај нас се тера да се вакцинираат луѓе кои навистина во пикот на имунитетот или што имаат висока количини на антитела, така да тоа е апсолутно нестручно, немедицински и штетно. Меѓутоа тоа е кажано 100 пати, излезе министерот кажа природниот имунитет е слаб, само вакциналниот е добар, па по него и премиерот. Меѓутоа, имаме 180 смртни случаи двојно вакцинирани, а да немате ни еден случај од прележан и умрен, или на прси да се бројат, а некој прележа, како што рекол, и прво 17 месеци, и да не се извините за таква глупост, за која студент ја би го бутнал на испит, и да се тера упорно, иако Израел каже дека 27 пати прележаните поредко заболуваат. Значи, јас сум за вакцини, ама ако некој, бидејќи природното прележување може да значи смрт, компликации. Меѓутоа, ако некој прележал, се случило да прележи, ги имаме достатак, околу 200.000, него терај да се вакцинира. Остави му барем 6 месеци можност па да се вакцинира кога сака. Не го принудува, тоа е штетно. И финансиски штетно, и здравствено. На почетокот на вакцинацијата, кога имаше многу мал број вакцини и кога се броја кому да му се дадат, дел од граѓаните негодуваа затоа што нема за сите. Одеднаш, кога се набавија во доволен број, почнаа во јавноста да се плетат теории за штетноста на вакцината, а набргу потоа се основаа и антиваксерски друштва. Тие не само што се противат на укажувањата дека е потребно вакцинирање за да се сузбие пандемијата на COVID-19, туку одат и дотаму што шират и теории на светски заговор за наводно намалување на светската популација, за чипирање на населението, а воедно и дека сето ова измислено за финансиска добит на фармацевските компании. По примерот на многу други светски метрополи, веќе месеци наназад се организираат и протести. Најсрдечно ги замолувам политичарите и сите стручњаци на медицина во нашата држава да ни направат една многу голема услуга, да престанат да не манипулираат, да престанат да не заведуваат едни други да си ги извадиме очите, да престанат да не оценуваат. Дали знаеме дека секоја година во Македонија има помеѓу 20 и 30.000 случаи на грип? Каде е грипот? Каде е? Оваа година, последен пат кога проверив април, ми се чини, мај, текело, беа 666 случаи. За неправдите кои што ги трпиме веќе 2 години, за тортурата која што ја трпиме веќе 2 години, затоа што не истоштија и здравствено, и психички, и финансиски, екзистенционално, за да го воспостават новиот светски поредок,
Значи да го зацарат антихристот. Луѓе, ова е борбата да го зацарат антихристот. Вчера, на полна месечина, повторно правеа ритуали, дојдоа хеликоптерите на мешетарите. Но фактот што граѓаните протестираат сигурно не ги погоди толку институциите колку појавата на неколку лекари кои главно на социјалните мрежи учествувале во кампања против вакцините. Од лекарската комора најавија дека ќе го разгледаат ваквото нивно антиваксерско дејствување и дека ќе бидат преземени санкции. За силата на антиваксерските движења во Северна Македонија, научниците сметаат дека пристапот на власта само ги храни уште повеќе. Од 16 август со една доза можеш сега да одиш да се вакцинираш и можеш да добиеш сертификат. Иако ти требаше месец и пол да станеш имун, треба и втора доза, па 14 дена. Што е нестручно, меѓутоа целта не ги бира средствата и со таа нестручна, немедицинска метода се свалја дека постигна привремен успех. Ова второво што ги тераат здравите да се вакцинираат, мислам тоа е сулудо само за да ги бројат како вакцинирани. Значи, професорот Хуглов од Харвард рече дека од антиваксерите полоши се само вакциналните фанатици. Значи, вакцината треба да се даде тамо кај што треба, не кај што ќе му текне, не на деца, не на кај што сме стигнале, на тие што навистина им треба да има приоритет, бидејќи на тој начин се хранат антиваксерите со вакви постапки. Нема да ги најде, да ги натерате нив да се вакцинираат, сега ќе вакцинираме луѓе кои се имунизирани, прележани пред месец дена. Мислам, тоа е... Не можам да го објаснам. Јас дури кога пишувам учебник, ќе треба да напишам за тој вид на вакцини. Вакцини заради сертификат, заради никаква друга потреба. Но вид на вакцини, јас ги нареков популарно во еден напис баш за балкански списанија Аусвајс вакцини. Само за излез. Значи, човекот имун, не му треба, има антитела, здрав е, сигурно следни 6 месеци тешко би се разборил. Меѓутоа, заради сертификатот, добива така наречена Аусвајс вакцина, што е срам за 21 век. Според официјални податоци, во светот досега се употребени повеќе од 8 милиарди дози вакцини. По првите најави дека се потребни дози, сега се бара граѓаните да примат и трета, така наречена бустер доза. Досега вакцини има и од неколку производители, а за масовна употреба се пуштени вакцините на Pfizer и Moderna, кои што базираат на нова технологија, потоа кинеската Sinopharm и Sinovac, кои се по стара метода, како и британско-шведската вакцина AstraZeneca и руската Sputnik, кои се така наречени векторски вакцини. Светот е во очекување на протеинска вакцина, која се чини ќе биде најмалку спорна од сегашните.